Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, економските политики на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во изминатите години создадоа поволна бизнис клима и услови за покачување на платите и пензиите, за подобрување на стандардот на граѓаните. За само една година имаме рекорден прилив за 753 милиони евра директни странски инвестиции, паралелно со најголемо зголемување на минималната плата, просечната плата и пензиите. СДСМ го оствари ветувањето и минималната плата ја зголеми од 8.000 денари во време на ДПМН на 21.000. Просечната плата ја зголемивме од 20.000 денари на 36.000 денари. Просечната пензија исто така ја зголемивме и тоа за 60%, а минималната пензија за 47%. Со членството во Европската Унија, платите, пензиите, инвестициите драстично ќе се зголемат. Државите кои што се зачлениле во Унијата во првите 5 години имаат и до 100% зголемување на платите за работниците. Поддршката за земјоделството, за нови патишта, школи, градинки ќе биде драстично поголема. За земјоделците и за компаниите се отвара пазар до 500 милиони жители и пристап до различни и огромни фондови за финансиска поддршка. Бидејќи земја членка на Унијата добива 11 пати поголема европска помош од Европската Унија и фондовите по глава на жител од земја кандидатка. Членството во ЕУ, по членството во НАТО, најмногу ќе влијае на подобрување на животниот стандард на граѓаните. Со членството во НАТО го обезбедивме мирот, стабилноста и безбедноста на државата и граѓаните. Членството во ЕУ е нашиот светилник за подобар живот, поголеми плати и пензии. Јасно е дека оние кои што го кочат напредокот на европскиот пат, кочат поголеми плати, пензии, кочат подобар живот за граѓаните. Имаме реална, дофатлива можност, со глас за Европа и уставни промени, да обезбедиме продолжување на европската интеграција и подобар животен стандард на граѓаните. Не смееме да дозволиме да ја пропуштиме оваа историска шанса. Не смееме да влеземе во неизвестност и изолација. Затоа што преклинувањето на европскиот пат значи и економска неизвестност. Благодарам и повелете со прашање.